За мене особено драга. Јас многу често знам на Јулија Мациевска да ја кажам секоја чест на твојата енергија, секоја чест на твојата волја, желба, со насмевка да се продолжи во животот. Вели, мисијата е оставена, енергијата е оставена, а љубовта ме води. Во сеќавање на Андријана Мациев, јас сум жива. Така ќе биде по повод нејзиниот роден ден насловена изложбата, на која што повторно ќе се потсетиме на тие прекрасни дела кои што ги остави, но овој пат имаме можност и чести да зборуваме и за книгата, за нејзината приказна која што ја остави зад себе. Јулија, добро утро официјално. Добро утро, благодарам на поканата Јована да бидам дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ни навираат емоции внатрешно, но кога и да ве видам, ми доаѓа една таква насмевка затоа што Андријана постојано ја носеше насмевката со себе. И мислам дека ни ја остави таа насмевка и кога зборуваме за неја, така ми доаѓаат повеќе емоции. Иако ќе се потсетиме на нејзиниот лик и дело, сепак со насмевка ни го остави тоа како некој аманет. Токму така. И тој аманет, како да кажам, таа не ми го остави како нешто што морам јас да го направам, затоа што Андријана беше една многу прибрана особа, скромна особа, немаше големи барања, таа само делата зборуваа за нејзе затоа што беше многу вредна како човек. Но ете, едноставно остави за себе голема трага. Јас 3 години откако таа замина во вечноста, 3 години ја одржува манифестацијата Љубов за сите. За тие 3 години извадив 3 книги, 2 алманаха Љубов за сите, пишуваа сите автори, значи тоа е неверојатна енергија која што луѓето кои што ја чувствува Андријана напишаа книги за нејзе. А сега поводот е нејзиниот роден ден, утре е роден ден на 16 септември и јас еве 3 години ми требаше за да ја напишам, да ја ставам, да ја довршите. Да ја довршам, но не само да ја довршам, туку да го ставам во компјутер се она што Андријана го напиша како автобиографска книга. Таа имаше желба да издаде автобиографска книга во која што ќе зборува, ни го даде својот живот, уствари ја отвори својата душа на дланка до болка, значи безусловно, за се она од нејзиното раѓање до нејзиното заминување, сега ќе речем, но таа не мислеше да замине. Едноставно сакаше од таа битка да излезе како победник и да зборува за победата на канцерот, како канцерот може да се победи, затоа што таа дојде до финалето. И потоа, за жал, еве гледаме од медиумите што се случува. Со онкологија заврши како што заврши моето ангелче. Но бидејќи животот не застанува овде и бидејќи сите оние невини души кои што заминуваат во вечноста имаат благослов од Бога да бидат многу повеќе од таму моќни, да имаат енергија отколку овдека на земјата, затоа што се тоа благословени и души кои што секогаш живеат, како и секоја душа која што го продолжува својот пат во вечноста. Јас овдека ја завршив оваа книга, ова дело. Можеме додека зборуваме, имаме фотографии од изложбата од Андријана, можеме да ги погледнеме, да. Во ова дело, значи ова дело навистина 3 години јас не знам, е натопено со многу солзи, а со многу емоции, со многу, како да кажам, тешки состојби кои што ги поминав, но кои што мислам дека на некој начин и мојата душа ја ослободија заради тоа што во тој процес дојдов до многу чудесни сознанија и се поврзав со душата на моето дете. И овдека се го опишав и нејзиното заминување од оваа реалност, а и нејзиното јавување од другата страна, значи на преминот. Од тоа како душата живее и какви пораки јас до ден денеска добивам. И кога многу ме прашуваат, еве Андријанче, како јас таа насмевка, успевам, таа е таа енергија која што ја остави зад себе. Да, како јас успевам, ете успевам заради тоа што едноставно Бог ни дава благослов кога го молиш за нешто, тој ти возвраќа. Еве книгата, значи морам да кажам дека книгата, ова е омотот, излегува во книгоиздателство на Икона,
кои што го издаваат ова издание, кое што навистина е многу вредно и во кое што сите оние кои што заталкале некаде во животот, кои што се соочуваат со некакво тешко искушение, како што е канцерот, сите оние кои што се соочиле со искушение да го загубат своето најмило, своето чедо, во оваа книга ќе најдат одговори на многу прашања. Еве овдека е минатиот роден ден во Струмица во културниот дом, каде што зборував за нејзе. И имав исто така изложба на незините дела, како што сега ќе биде во Сулјан. Јулија, обично животот сам ни го креира патот. Животните приказни кои што се читаат, некому ќе отворат очи, некому ќе го освестат, некому не, некому ќе биде само приказна. Но што сакаше Андријана да испрати како порака? Што, додека ја пишуваш, ете, книгата, автобиографијата, што сакаше да биде пораката која што ја испраќа од неа? Пораката е тоа како што е тоа што доведува до појава на канцер, значи ја открива својата душа, ја разголува до таа мера. Ова е, можам да кажам, и прво дело на нашите простори овдека, некој толку да разголи својата интима, својот живот. Тука спаѓа и мојот живот, заради тоа што јас ништо не менував во книгата. Нашите животи, значи што сме се соочувале, нашата најдлабока интима, заради тоа што секој нема храброст да го изнесе тоа. Но јас знам дека ние нема од што да се срамиме, животот е таков. И сакаше да испрати порака како да се издигнеш над сите искушенија и да победиш. И Андријана, иако за мене во вечноста, таа е победник. Затоа што во ова дело луѓето ќе најдат многу одговори, како, например, да ги согледаат своите емоции кои што доведуваат до појава на такви состојби кои што ние ги нарекуваме болести. И канцерот во денешно време на вистина би требало да биде излечив, но ако многу внимателно се постапува од страна на медицинските лица, но бидејќи кај нас затајува тој сегмент, и затоа доаѓаат вакви тешки последици. Заради тоа што за еден човек кој што ќе се соочи со не само со канцерот, со можеби со најголемата битка во животот, тоа е битката за да преживееш. Види, секој кој ќе дојде во таква состојба, да речеме клиничка, со диагноза, нормално борбата за да се преживее голема. Но во таа борба човекот, ако нема адекватна поддршка пред се од блиските или од институциите како што се болниците, а докторите немаат време да се бават со луѓето малку подлабоко, со нивната психичка состојба, бидејќи сите болести фактички ни доаѓаат од емоции. Ние сме составени од емоции, но никој не го интересираат емоциите. Да, тоа знаете како го слушаме постојано и тоа е една можеби од речениците која што секојдневно знаеме да си ја кажеме: немој да се нервираш околу ова. Не дозволувај тоа и тоа да има такво и такво влијание. Но сите сме човечки битија, сите сме луѓе и едноставно таа бариера веројатно е најтешко да ја поставиме, да не допира се и се што до нас и да може се и се што да не повреди. Јас кажувам многу често, секоја чест на тој кој што успел тоа да го направи, но за жал не сме сите исто. Не треба да бидеме исто, но треба да се стараме да можеме да дојдеме во тој мир за да се посматраме себе си, што е тоа што не вознемирува, што е тоа што не го нарушува мирот, или да навлеземе длабоко во себе, во своето детство, во своето минато, во какво семејство сме растеле, со какви партнери сме живееле, сме делеле, заради тоа што да не зборам од предачките линии, од нашите баби и дедовци, затоа што сме ние склоп на парадигми, склоп на едноставно кодови кои што ние си ги земаме, си ги носиме со себе уште со самото доаѓање, но многу е битно семејството во кое растеме, околината, средината, социјалната средина, училиштето во кое ќе се изградиме, факултетот, партнерските односи. Сето тоа придонесува да еден ден луѓето кажат дека болуваат од ова или од она. Затоа што не велам дека не е тука и е битна и исхраната и воздухот и све, но најбитниот се емоциите. Ви благодарам што ја споделувате
вашата приказната на вашата ќерка. Можеме само на крајот сакам да го заокружиме тука разговорот, каде да ги поканиме? Еве да ќе ги дојдат на поканиме, изложбата, да го прослават заедно со вас роденденот на Андријана. Да, утре 16 септември е роден ден на Андријана, го славиме нејзиниот земен роден ден и ќе биде голема промоција на ова делово издание на Икона Јас сум жива. Зошто е жива? Предлагам сите да го прочитаат ова дело, заради тоа што ќе даде многу смерници за тоа, за животот овде и за животот после овој живот, бидејќи животот не престанува, смртта не постои, таа е само премин. Во склопот, оваа книга значи се промовира во склоп на манифестацијата Љубов за сите, која што веќе одржувам 3 години. Ова е 8ми пат во различни градови во Републиката и надвор од Републиката. И значи овој пат целото случување ќе се случува во Сулјан, навистина ќе биде голема посетеност. Во Сулјан Андријана ги заврши своите студии, бидејќи знаеме дека тоа е дел од Факултетот за ликовни уметности. И многу сакав да биде тој простор. Пред се заблагодарувам на деканатот што навистина бесплатно ми го отстапија просторот за да се направи голема изложба на уметнички дела, да се промовира делото и ќе има многу голема културна уметничка програма. Се заблагодарувам на сите кои што зема учество, да ме поддржат и мене и Андријана како проект. Ова нормално ќе настапи женскиот хор Фрида на Сузана Турунџиева, што ми е посебно драго. Ќе има уметници кои што ќе кажуваат за делото на Андријана, ќе има значи литературни дејци кои што ќе зборуваат за делото, така да навистина една убава дружба и секако ќе дуваме свекички, ќе пееме Happy Birthday. Благодарам. Благодарам за гостувањето денеска. Благодарам, не ја симнувајте таа насмевка. Таа насмевка што ја гледам, истата што имаше Андријана, имав можноста еднаш да ја запознам и не се заборава. Таа насмевка ви благодарам. Благодарам и на вас и секое добро и ве очекувам утре во 19:30 во Сулјан. Благодарам.